Здраво, дечки! Добре дојдовте повторно на мојот канал Дома со Леа. Доколку сте прв пат тука, моето име е Леа и ви препорачувам да притиснете subscribe на овој канал, затоа што секоја недела ви доставувам нови содржини поврзани со мајчинство. Една од најважните работи во вториот триместар е негата на телото на мајката. Во принцип, второто тромесечје е периодот кога нагло се случува експанзија во телото. И кога велам експанзија на телото на мајката, не мислам нели само на растење на мишата, иако тоа почнува да се забележува и да станува видливо баш во овој период, а најголемиот зафат го зазема во последниот триместар. Многу е важно негата на телото да се почне што е можно порано. Доколку немате дневна рутина за нега на кожата на телото, ви препорачувам да почнете веднаш штом ќе да знаете дека сте бремена, затоа што треба неколку месеци за да се стекне навиката и да се најде време кога би посветила внимание нели на телото и на кожата на телото. Да се навратам на експанзијата која се случува, значи очекувано е нели на трудниците им расте стомачето, затоа што бебето е во него и нели расте, но не расте само стомачето, растат многу други работи. Во вториот триместар се случува експанзија на градите, без оглед на тоа колка ви била претходно, ќе станат многу поголеми. Без оглед на тежината што ќе ја качите во текот на бременоста, долниот дел на телото се шири, дури кај жените и девојките кои што се слаби или кои што заради проблеми со повраќање не можат да качат многу тежина, односно во бременоста и во бебето и плодовата вода губат од својата претходна тежина. Практично, оно што се случува во долниот дел на телото е, благо кажано, разместување во функција на оно што не очекува понатаму, нели, третиот триместар и породувањето. Така што очекувате дека откако ќе почнат да ви се случуваат овие промени, ќе бидете благо раштрафени. Со првата бременост не ја сватив многу сериозно потребата од дневна рутина за нега на телото. И покрај тоа што набавив препарати кои што ми беа препорачани, воглавно креми и масла, можам да кажам дека одбирав на кои делови на телото ќе ги ставам и тоа малце се запримети подоцна во третиот триместар, односно многу подоцна кога има време повторно да си го наблюдувам телото и да ги забележам последиците од сите тие промени. Бидејќи се породив 10 дена порано од предвидениот природен термин, поминав само со една стрија на стомакот и уште си ја носам нели покрај узната како спомен нели за претходната бременост. Но покрај добрата нега за стомакот, морам да кажам дека е многу важно препаратите што ќе ги набавиме да ги нанесуваме на целата површина на кожата од сите страни, од колена до градите или доколку нели градите ви се во функција, односно доите, тогаш барем до половина на градите, затоа што долниот дел на градите заради експанзијата која што се случува токму во вториот и третиот триместар и подоцна заради новата функција на доење, ќе придонесе за влошување на изгледот, особено откако ќе завршите со доењето. Така што во моментот можеби не гледате драстични физички промени во вашите гради, односно несакани обележја, траги, стри, така натаму. Меѓутоа, со извршувањето на целата оваа функција, со завршувањето на процесот на раѓање бебе, до почнување со подој и завршување на доењето како еден целосен процес, ќе забележите дека има последици по изгледот на градите, особено по изгледот на површината на кожата. Така што ви препорачувам да не ги исклучувате овие места. Истото важи и за долниот дел на бутовите, кои што изгледаат дека не се засегнати, меѓутоа исто како што се грижите за стомакот и за колковите, треба да се грижите и за деловите кои што навидум не се засегнати од проширувањето, меѓутоа се тука да дадат поддршка на притисокот кој што се распределува на поинаков начин од оној што бил вообичаен за вас до пред неколку месеци за вашата телесна градба. Нема да ви рекламирам препарати, ќе ви кажам само дека испробав некои 7-8 опции, од кои што некои буквално се опции кои што ги имаме во домот и во кујната.
а други пак се козметички и медицински препарати. Мој заклучок и топла препорака се медицинските масла против стрии, односно станува збор за препарати кои што можете да ги набавите во аптека, се од познати брендови и нивната цена на чинење е некаде околу 15 евра, односно околу 900 денари за шиша. Јас првиот ваков препарат го набавив во подоцнежната бременност минатиот пат, така што си уште ми трае истото прво пакување сега и многу сум задоволна од него. Од друга страна, за дневна рутина, одлична замена се бебешките масла, значи буквално масла од бебешки линии на козметика. Намерно велам масла, а не лосиони, прво заради тоа што во експанзијата на кожата се важни некои состојки кои што ги нема во хидратантните креми и во лосионите. Дури и вашата кожа да не е склона кон сувост, може да се појави зголемена сувост која што не бара класична хидратација, туку видливо се решава со помрсни препарати. Така што сите масла за кожа од бебешката линија, па дури и маслените средства за капење, бидејќи геловите за туширање и сапуните често знаат да придонесат за сувост на кожата, мислам дека се одлични препарати за секојдневна нега во текот на бременост. Најважното во негата на кожата на телото на идната мајка всушност не се препаратите кои што ги користиме, туку масажата, односно времето кое што го минеме во блага масажа на површината на кожата, бидејќи зголемената циркулација всушност е половина од она што ни е потребно за успешна нега на кожата. Другата половина нормално се средствата што ги ставаме. Во оваа смисла, често знам дневната рутина да ја зачинам со некои други масла и препарати кои што во мојот случај веќе ги имам дома. Станува збор за козметичките растителни масла од типот на бадемово, ореово, чичково масло, кои што се по многу достапни цени во мали пакувања во аптеките и во козметичките продавници. Исто така ми се случи да имам останати пакувања од ланолин, од пантенол и слични препарати кои што се нежни, добри за кожата. И така, отприлика еднаш во неделата, наместо препаратот што вообичаено го користам, употребувам некои од овие масла. Исто така имам користено и обични коњски кокосово масло и маслиново масло. И забележувам дека повремената промена на препаратот кој што го користам не дава некаков нов сјај на кожата. Но повторно ќе потенцирам дека поважно од она што користите е како го користите. Мене ми се потребни 5 до 10 минути за да ги покријам сите критични места на моето тело. И нанесувањето на маслото го правам со малце посилен притисок, во форма на масажа, со кружни движења, се додека притисокот е пријатен. Нормално, например, на нозете или на колковите притискам повеќе отколку на стомакот и на градите, така. Но гледам таквите движења да ја стимулираат циркулацијата во кожата. И знам дека сум завршила добра работа, бидејќи по секоја масажа се чувствувам обновено и освежено и го чувствувам телото енергизирано. Наврзо ќе следува ново видео со другите симптоми на вториот триместар на кои што ќе се сетам во следната прилика. Ви благодарам многу за вниманието. Притиснете лайк доколку ви се допадна ова видео, притиснете subscribe доколку се уште не сте претплатени да добивате нотификации за следните видеа кои што ќе ги објавам. Можете да ме најдете на Instagram и на Twitter како Бебешка и на Facebook, каде што од неодамна отворив и Facebook пејдж за каналот, односно страницата наречена Дома со Леа. Можете да ја најдете, да ја лајкнете и таму да читате повеќе содржини поврзани со видеата кои што ги објавувам, но и со темите кои што ги планирам и ги обработувам. Да останеме во контакт и се гледаме следниот петок. Чао!